Специјалното јавно обвинителство ќе поднесе жалба. Бараат мерки за предпазливост за Груевски и Јанакиевски. Нов импулс за Пржино. Следната недела нова лидерска средба. Разберија попреченоста. Се уште пречки за лицата со попреченост. Градот Скопје се поднови. Купи нова машина за пресадување дрвја. 4 дена штрајк. Air France откажа 30% од летовите. 2 експлозии во Дамаск. Најмалку 8 мртви, десетици повредени. 13 нобеловци против Брекзит. Велика Британија вон Европската унија. 3 дена прослава. Кралицата Елизабета II го одбележува 90-тиот роден ден. Добро вечер, ви посакувам добре дојде во информативниот магазин на телевизија 21. Правната сигурност и законитоста на специјалното јавно обвинителство се доведени во прашање по повлекувањето на аболицијата, велат правните експерти. На седницата на Уставниот суд, закажана за среда, судот се уште нема поставено иницијативата на Тодор Петров на дневен ред. Правни стапици и обструкции врз работата на специјалното јавно обвинителство од страна на основното јавно обвинителство забележуваат правните експерти по повлекувањето на аболицијата за високи политичари од страна на шефот на државата. Експертите немаат прецизен одговор како во иднина ќе се процесуираат постапките помеѓу двете обвинителства. Актуелниот судија на Уставниот суд во Босна и Херцеговина Маргарита Цаца Николовска вели дека со иницијативата пред Уставниот суд е доведена во прашање уставноста на специјалното јавно обвинителство. Како понатаму ќе се однесуваат владеачката гарнитура во делот на обструкциите према специјалното јавно обвинителство, мислам дека време е веќе да сватат дека тоа обвинителство треба да му се овозможи да работи. Ако истите тие луѓе сметаат дека немаат никаква виновност, што е тога што и страв да продолжи да постапува специјалното јавно обвинителство? Поранешниот пратеник Насер Зибери посочува дека специјалното јавно обвинителство се соочува со обструкции од повеќе институции, МВР, Агенцијата за разузнавање, судовите, јавното обвинителство и така натаму. Со тоа, на некој начин, јавното обвинителство се чувствува како загрозено и ќе се обидува работата на специјалното обвинителство да се покаже како неефикасна и како таква таа да биде подложена на критики од јавноста и евентуално укинување во најлоша варијанта. СДСМ денеска побара Уставниот суд веднаш да се изјасни околу иницијативата за оценување на уставноста за СЈО. Приоритет на Уставниот суд на државата Република Македонија треба да биде уставноста на законот за СЈО. Само така ќе се обезбеди непречена работа на единствената институција која што вистински се бори против криминалот и корупцијата. Неодамна на оваа тема реагира и од ВМРО ДПМНЕ. Тешко на специјалното јавно обвинителство штом дојдоа до степен да зависат од СДСМ да ги брани. Катица Јанева веројатно е свесна дека непрофесионалното, селективно и незаконско работење резултираше со очаен рейтинг и огромна осуда од граѓаните. За неполна година со буџет од 4 милиони евра, СЈО дотурка дотаму да мора да се подпира на одбраната од Зоран Заев и СДСМ. Наспроти партиските преписки, експертите едногласни. Без одлуките на специјалното јавно обвинителство одржување на избори не е можно. Специјалното јавно обвинителство ќе обжали одлуката на Основниот суд, откако вчера, како неосновани, беа одбиени мерките за предпазливост за тројца осомничени во случајот ТНТ, екс-премиерот Никола Груевски, поранешниот министер Милје Јанакиевски и градоначалникот Тони Трајковски. Обвинителката Катица Јанева бараше одземање на патните исправи и обврска да се јавуваат во судот. Според доказите на СЈО, Груевски го нарачал, а екс-министерот за транспорт и врски и градоначалникот на Газибаба го спровеле незаконското уривање на објектот Космос. Четворица адвокати во дебатата на телевизија 21 Клик Плюс синоќа расправаа за тоа кога судиите решаваат да определат притвор за осомничено лице, а кога за поблаги мерки за обезбедување. Еден од заклучоците беше дека нема еднаков пристап, особено по формирањето на специјалното јавно обвинителство.
Дали притворот или другите мерки за обезбедување на лицата осомничени за кривични дела се определуваат селективно. За адвокатот Јован Јоанидис не смее да има селективност, но во услови на независно судство, а во Македонија според него не е така. Судијата треба да биде независен, а ние веќе у Македонија немаме независно судство. Не го велам тоа ја. Целата бранша го вели. Народот го вели, а Прибе го потврди. Партиите на власт и партиите во опозиција потпишаа некаков договор упржино. Час го почитуваат, час не го почитуваат. Тие кажаа дека нема независно судство. Според адвокатот Саша Дуковски, селективноста во изрекувањето на мерките се појави по формирањето на специјалното јавно обвинителство. Збориме за селективност во барање и определување притвор само по, повторувам, формирањето на специјалното јавно обвинителство. Иначе пред тоа немаше дилема, побара обвинител притвор, се определуваше притвор. А сега? Сега имаме селективност. Па за некого определуваме, за некого не определуваме. И Асмир Алиспагич, еден од адвокатите во случајот Келија, како и повеќето гости во емисијата, смета дека мерката притвор треба да се изрекува само во исклучителни случаи. Треба да имаме во предвид дека таа мерка треба да се користи во исклучителни ситуации. Така е. Дали тоа ќе биде специјално јавно обвинителство, дали ќе биде основно јавно обвинителство или основно оделение за организиран криминал, треба да биде во исклучителни ситуации. Адвокатот Душко Јанковиќ рече дека во Македонија правдата е селективна, дека високо котирачките имиња во последните случаи на СЈО го натераа ова обвинителство наместо притвор да бара поблаги мерки. Кога нема специјален суд, кога нема специјално предистражно оделение, кога едноставно работите така ќе одат. Во оваа ситуација ја и не очекувам реално дека нешто поинаку ќе оди, дека ќе се одважи некој судија и ќе даде притвор. Реално се слагам дека имаме селективна правда. Гостите во Клик Плюс се согласија дека со честите менувања на законите, од кои само законот за кривична постапка е променет 27 пати во последно време, како што истакнаа, се создава хаос во судството и големи непознавања кај судиите. Здравко Савески, членот на Левица, по поминати 45 дена во притвор од понеделник ќе биде на слобода, откако вчера судот му ја укина казната. Сепак, вели Савески, во државава се уште има селективна правда, затоа што нему му е одземен пасошот, а на лица осомничени за многу потешки кривични дела не им се изречени никакви мерки. За членови на Левица и демонстранти на шарената револуција има покренато близу 40 кривични пријави. Остануваат уште 48 часа за притворениот Здравко Савески од Левица да излезе од својот дом и да се движи слободно. Тој вели дека што му заврши забраната за движење, веднаш ќе се приклучи на протестите и нема да подлегне на, како што вели, притисоците што ги врши власта врз демонстрантите. Савески додава дека во државата се уште владее принципот на селективна правда по одлуката на судот да му биде одземен пасошот и ограничено движењето. За лица за кои се водат многу потешки кривични дела, судот одлучил да не определи никакви мерки, вели тој, а за сметка на тоа, за нивното дело учество во толпа добиле третман на криминалци. Ние се уште не сме ослободени, значи судскиот процес и понатаму ќе трае, ќе ни бидат уште задржани пасошите и повторно веднаш вчера само малку што се израдував нешто ни беше укината мерката куќен притвор, веднаш се покажа селективната правда во Македонија. Нас ни е задржан пасошот, а на лицето НГ и не му е ниту одземен пасошот, иако има далеку поголеми сомневања за далеку посериозни кривични дела, отколку во нашиот случај. Од почетокот на протестите досега се изречени приближно 40 кривични пријави за демонстранти на шарената револуција кои допрва треба да се процесираат. Од нив за 26 се во Битола и се товарат за кривично дело оштетување туѓи предмети, односно оштетување на општинската зграда. Еден од нив е Мариглен Демири. Тој порача на власта да ги повлече овие пријави и да престане, како што вели, со прогонот врз демонстрантите. Затоа што тоа не се кривични дела, тоа се фрлање со јајца спрема на објекти кои би требало, односно кои што некоја комисија на нашата влада ги прогласила за културно наследство. Тоа е смешно. Меѓутоа овде е евидентен притисокот и
И мислам дека со ова се покажува уште еднаш дека целиот систем, особено системот на прогонот, оние институции на прогонот и оние институции кои што ги процесираат тие кривични дела и предмети, мислам дека се лежат и седат во скутот на власта. Токму ослободувањето на притворените демонстранти и повлекувањето на пријавите се едно од барањата од кои нема да се откаже шарената револуција. За време на протестите паралелно се одвива и акцијата за донации за изречените казни врз демонстрантите. До сега се собрани над 15.000 евра. Дали следната недела ќе има нова лидерска средба? Од Демократската унија за интеграција нема потврда. Од СДСМ сметаат дека наитно треба да се договорат деталите околу медиумите и избирачкиот список како клучни услови за одржување кредибилни избори. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пак потврди дека партиите веќе се договориле до декември да го финализира датумот за избори, кој според него неизводливо е да се случат годинава. Според очекувањата, договор треба да се постигне до крајот на месецот со цел изборите да може да се одржат во октомври или ноември. Сепак официјално од 4 главни политички партии нема потврда за овие најави. Дали има политички монопол во преговарачкиот процес? Помалите и вонпарламентарните партии апелираат дека големите партии немаат ексклузивитет во преговарањето. Бара да бидат вклучени и тие во натамошните преговори. Вонпарламентарните партии, но и оние кои не се дел од преговорите или најважните договори во државата, се чувствуваат инфериорни и запоставени. Тие бараат да бидат дел од сите идни одлуки кои се поврзани со граѓаните и Македонија. Зулфија Дили од Унитети вели дека учеството на само 4 најголеми политички партии во подпишување на договорот од пржино ја вметнало земјата во криза. Унитети е на иста линија со ставовите на меѓународната заедница, односно под секој услов да се излезе од кризата во која не вметна овие политички субјекти кои сметаат дека договорот од пржино е мртов. Председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски исто така смета дека би било подобро сите политички партии да учествуваат во големите договори. Доколку учествуваат и помалите партии во овие договори, очигледно е дека некои работи многу повеќе ќе се разбистрат, ќе укажеме на некои нелогичности што ги прават во нивните договори кои потоа не можат да ги остварат. Од движењето БЕС истакнува дека освен политичките партии во договорите треба да бидат вклучени и невладините организации, како и експертите од различни области. Сметаме дека освен БЕС-а, невладините организации и експертите од различни области треба да бидат дел од преговорите. Само една експертска влада може да ја извлече земјата од кризата во која се наоѓа. Зоран Шкарич од Либерално-демократската партија вели дека и албанскиот и македонскиот опозицијски блок треба да бидат дел од клучните одлуки за државата. Не би било лошо да и другите, така наречени помали парламентарни партии пред се, бидат вклучени, но се разбира и други, и од така наречениот македонски блок, да речеме, условно, и условно речено од албанскиот блок. Според овие политичари, кризата во Македонија настанала откако за судбината на земјата одлучиле најголемите политички партии, без при тоа да ги земаат предвид малите политички субјекти. Најголемите тешкоти за лицата со попреченост во Македонија се во образовниот систем. Иако во земјава има интегрирано образование, тоа во пракса тешко се спроведува. За ова сведочат Ема Ананиевска, студентка на катедрата за музика со целосно оштетен вид, и Наѓанка Апостоловска, мајка на девојка со церебрална парализа. Ема Ананиевска е студентка на 3-та година на факултетот за музичка уметност. Таа веќе 13 години свири пијано, иако има 100% оштетен вид, но сепак вели дека нејзиниот хендикеп не ја спречува да живее нормален социјален живот. Ема реагира дека во Македонија нема никакви услови во образовниот систем за луѓето како неа да се остамостојат и да учат сами. Нејзина желба е да замине од Македонија и да ја продолжи својата кариера некаден во Европа. Сакам да одам надвор за да се надоградам себе, затоа што би ми биле пружени оние можности за да можам јас независно да функционирам, да учам независно, бидејќи постојат разни програми за читање ноти
Исто така би се самостојала повеќе во ориентација во простор, затоа што сум имала прилика доста да прошетам низ Европа и сум видела дека се многу поразвиени условите во однос на лицата со попреченост, дека можеш да се движиш низ улиците, дека има патеки, дека има, не знам, семафорите се со сигнализација. Дека се добри. Наѓенка Апостоловска е мајка на Вера, полуматурантка, која живее со церебрална парализа. Вера е вклучена во редовниот образовен систем. Од септември ќе продолжи во средно училиште. Сета борба што ја имавме во основно, од незнаење на персоналот во основното училиште, сега ни предстои фактички истото во средно, бидејќи во средно, така речено, нема многу, дали по едно дете во некое средно, воопшто немаат искуство и немаат никакви сознанија. Така да веќе ни предстои големи предизвици, да им наметнеме нашиот стил на работа, да ги рушиме бариерите, да им ги одземеме стравовите на професорите. Ангел Димитриевски, председател на организацијата People to People International, која дејствува со подигање на свеста на граѓаните за лицата со посебни потреби, вели дека самиот страда од епилепсија, но дека се бори во животот и покрај пречките со кои се соочува во секојдневието. И целта ни е да поттикнеме диалог за темите поврзани со попреченоста, главно помеѓу луѓето со типичен развој. И токму поради тоа и ние неколку месеци го спроведувавме овој проект. Значи прво работевме со млади луѓе со типичен развој, кои што ги ставивме директно во контакт со лица со попречености. Инаку невладината организација People to People International ја промовираше публикацијата со наслов "Разбери ја попреченоста", во која е раскажана животната приказна на 5 лица со попреченост. Целта е да се разберат потребите на тие луѓе и да се овозможат похумани услови за нивна интеграција во општеството. Невладините организации алармираат, лицата со попреченост најдуваат на затворени врати за вработување. Велат, проблем е образованието поради кој овие луѓе се спречени да најдат и соодветно вработување. Со години се апелира, но малку е сторено за да им се помогне на лицата со инвалидитет. Тие тешко наоѓаат работа, а се борат и со стигмата и пречките во општеството. Вака ја опишува средината во која живее Бранимир Јовановски. Тој обвинува дека лицата со инвалидитет имаат ограничени можности за образование, но уште повеќе ја намалува нивната можност за вработување. Ако земеме лице со телесен инвалидитет кој е во инвалидска количка, и ако тоа треба да се вработи во некоја продавница, банка, институција, каде што има една скала, не две, не три, една скала, тоа е невозможно за неа. Значи, лицата со инвалидност во смисол не може да бидат ни консументи на услуги, ниту пак вработени, тие се двојно хендикепирани во тие институции. Затоа државата треба малку да гледа по-сериозно на законските одредби кои ги има донесено со законот за градење, најнапред да се овозможи пристапот. Канцеларијата на Европската унија во Скопје и конзорциумот ВИК Интернационал почнаа заеднички проект кој треба да им овозможи полесно вработување на лицата со инвалидитет. Многу институции како што е здравството, социјалата или цивилното општество може да им направат услуга и да им се овозможи на лицата со инвалидитет. Многу е важно овие институции да имаат добра соработка за моделот на вработување на лицата со инвалидитет. Телевизија 21 откри серија случаи на дискриминација врз лицата со попреченост, почнувајќи од институциите каде што има скали, а нема лифт, или пешачките патеки со висок праг, скалила пред зградите без косина за инвалидска количка или семафори без звучен сигнал. Кулминација, велат луѓето со попреченост, е неможноста да се качат во градски автобус. Јавното сообраќајно предпријатие и натаму ги игнорира нивните барања. Новите автобуси на ЈСП се смета дека ја имаат таа можност, но најчесто не ја практикуваат. Скопје доби нова машина за пресадување дрвја со која садниците ќе може да се пресадуваат и транспортираат без да се оштетат. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски за реакциите за честата сеча на дрвјата во градот вели дека не постои друг начин за регулација на патната инфраструктура во градот. За време на промоцијата на новата машина за пресадување на дрвја, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски рече дека Скопје се шири и поради тоа треба да се изградат нови патишта за нормализирање на сообраќајот. Тој ги отфрли сите обвинувања за уништување на зеленилото на град Скопје. Онаму кај што ќе треба да согласно на генералните и деталните урбанистички планови да пробиваме улици, ние тоа ќе го правиме. При тоа
ќе гледаме да во најмала можност бидат дрвјата исечени, туку сите оние дрва да бидат пресадени на соодветната локација. Значи Скопје мора да се движи. Значи мора да има проток, има сообраќајници. Значи мора да живее, мора да се прават парк. За сечата на дрвјата се организираа низа дебати. Сдруженијата за заштита на животната средина често реагираат. Од партијата Дом вела дека е потребен закон сличен на австрискиот и германскиот за регулирање на оваа прашање. Не смее да се сече ниедно дрво кое што постои. Тоа токму го баравме со нашиот закон за зеленило, кој што го правевме по примерот на Германија и на Австрија. За тој закон 5 години се бориме, многу пати договаравме, многу пати ветувања, добивавме дека ќе се донесе, ништо тоа. 3 пати ми беше одбиван во парламентот од мнозинството. Меѓу другото, Поповска бара закон кој ќе предвидува зеленило од 25 квадратни метри, зеленило за секој жител. Дом на овој начин бара, како што велат, да престане урбанистичкиот хаос со цел да се заштити животната средина. Сите граѓани може да бидат новинари. Со телефон, апарат или камера може да регистрираат многу важни општествено-политички ситуации. Невладината организација Цивил во неколку градови во државата организираше семинар за обука на граѓански новинари. Со проширувањето и совршувањето на интернет технологијата, се повеќе граѓаните произведуваат своји медиумски онлайн материјали. Центарот за слобода Цивил организираше семинар за обука на граѓански новинари. Председателот на организацијата Џабир Дерала рече дека граѓанското новинарство поттикнува јавна дебата и ја зајакнува граѓанската култура во Македонија. Ние сме крајно позитивно изненадени со тоа како граѓанските новинари во Македонија успеваат да го пробијат медиумскиот мрак кој владее во земјата. Ако десетици илјади демонстранти кои бараат правда, слобода, демократија се невидливи, не постојат за јавниот сервис, за режимските медиуми, токму граѓанските новинарки и новинари ја објавуваат вистината на социјалните мрежи преку независните медиуми. Граѓанските новинари имаа можност да научат за вештините на информирање и за употребата на различни уреди кои помагаат при објавување на вестите. Решив да се пријам заради тоа што мислам дека баш во нашите медиуми моментално недостасуваат факти, докази. Тоа мислам дека е најважно на лице место кога се оди, кога со помош на граѓанските новинарства. Тоа е мислам видливо заради тоа што видеото го кажува своето, без искривување разни, без додавање на лични ставови. Последна статија, мој прилог беше за случувањата во населбата Тафталиџа. Тоа беше доста интересна приказна, ако можам така да кажам, каде што граѓаните се собра и се го изразија својот револт против паркот кој што сака да им го узурпира општината, каде што треба да се гради нова зграда. Истражувањата на Цивил покажуваат дека се повеќе се шири граѓанското новинарство во Македонија, а во светот оваа новинарство има големо влијание врз општеството. Започна летната туристичка сезона во земјата. Струга е подготвена за туристите. Во првиот викенд од почетокот на туристичката сезона Струга повторно е раздвижена. Зголемувањето на температурите, крајот на наставата и пристигнувањето на првите автобуси со туристи придонесоа Струга да заживее. Сеула Дани од Струга вели дека е среќна што почнува сезоната. Штом заврши училишната настава, дојдовме на плажата. Сега, кога започна туристичката сезона, секој ден ќе доаѓаме, за да уживаме на ова прекрасно место. Луѓето од тука најмногу на летен одмор одат во Албанија, но подобро место за викенд од Струга нема. Туристите од европските земји се повеќе ја посетуваат Струга, но само на ден или еден викенд. Од општината се жалат дека Струга не е вклучена во планот за промоција на туризмот, затоа што повеќето туристи се решаваат на летување да одат во Охрид поради понудите на туристичките агенции. Волфганг Стрейнтенбергер е турист од Австрија, кој по престојот во Охрид одлучил да ја посети Струга. Пред 3 дена дојдов во Охрид, а денеска дојдов да ја посетам Струга. Ми се допаѓа како изгледа езерото и од таму. Сакав да пливам, но не верувам дека тоа ќе го сторам денеска.
Мухаре Мена, туристички менаџер во Струга, вели дека градот има потреба од развој на туризмот и тоа не само во текот на летната сезона. Од друга страна, кај странските туристи е зголемен интересот за кампување и во пролет и на есен, особено во планинската област Лабуништа. Струга прошиетмени капацитет. Струга има висок капацитет за дочек на туристи со добри угостителски услови. Освен тоа има и станови и приватни куќи кои се во добри услови за престојување. Во последните години видно е забележително дека е зголемен интересот за туризмот. Од општина Струга сметаа дека однесувањето на централната власт кон локалната е дискриминирачко и тоа поради распределбата на буџетот во споредба со Охрид, различните активности во текот на летната сезона кои според нив не се пропорционални. Општинскиот секретар Кренер Лога вели дека во општината отвориле сектор за туризам за оваа област, за да може да се развие што е можно повеќе. Од владата не изнесоа детали за конкретни фондови доделени на Струга во однос на активностите во текот на летната сезона. Нашата цел е да ги донесеме иселениците за туризам во Струга. Го поттикнавме и на прав пат е туризмот во текот на викенд, особено граѓаните на Македонија, но и од регионот, вклучувајќи ги Албанија, Косово и Грција, доаѓаат во Струга за да го поминат летниот одмор со своите семејства. Според секретарот Лога, за разлика од 2014 година, кога Струга ја посетиле 59.000 туристи, минатата летна сезона ја посетиле 63.000 туристи. Специјалното јавно обвинителство ќе поднесе жалба, бараат мерки за предпазливост за Груевски и Јанакиевски. Нов импулс за Пржино, следната недела нова лидерска средба. Разберија попреченоста, се уште пречки за лицата со попреченост. Градот Скопје се поднови, купи нова машина за пресадување дрвја. Сите информации се достапни на tv21.mk. Ви посакувам пријатна саботна вечер.